декан на Факултетот за безбедност, професор Дујовски, почитуван проректор на университетот, почитувани продекани, почитуван помошник, министар, драги студенти, дипломирани криминалисти, ценети професорки и професори. Кога зборуваме за Факултетот за безбедност, наистина треба да зборуваме со еден должен пиетет, заради тоа што вие сте нејзините, односно неговите репрезенти, и навистина ми представува огромно задоволство што денеска сум повторно овде со вас на Факултетот за безбедност, и тоа на одбележување на еден многу важен чин. Промоција на дипломирани и на магистрирани студенти по безбедност, кои сега се полни со доверба, со многу енергија, за да се насочат кон остварувањето на нивните соништа. Тргнувајќи од реномето на оваа високообразовна институција, која што мора да признаеме дека многу макотрпно ја градеа професорките и професорите на овој факултет, нема сомнеж дека и оваа генерација на студенти и на постдипломци ќе ја краси едно широко, едно богато знаење од областа на безбедноста, пренесено и стекнато во овој процес на образование и практично применливо и по форма и по содржина, што несомнено ќе биде цврст темел за една понатамошна професионална надградба на дипломците и на магистрантите во нивниот иден професионален ангажман. Дотолку повеќе што безбедноста како наука и како професионална ориентација е во иста мерка и интересен, меѓутоа и одговорен избор, со множество на предизвици кои што предизвикуваат од новите трендови на општественото живење. Ниту едно општество не може да се надева на успешност без следење и практично имплементирање на нови современи на научно-истражувачки сознанија, без една реална кооперативност помеѓу теоретското и практичното знаење, што впрочем се потврдува низ секојдневието на модерните и на развиените општества. Особено што безбедноста представува не само обем, туку една крајно динамична сфера во работењето и генерално во општественото живење. Специфика на ова модерно време се и динамичните реформи што ги започнавме, вклучително и во сферата на безбедноста, при што на нас не се потребни, тоа повеќе од потребни, пред се млади, амбициозни, способни и образовани луѓе, кои што ќе бидат подготвени да се фатат во костец со низата дилеми и предизвици кои што сеопфатните реформски процеси нужно ги отворат. Оттаму дозволете ми да го истакнам моето силно убедување дека многумина од вас денеска, почитувани дипломци, магистранти, ќе успеат да го препознаат и да го пронајдат своето место во општеството, при тоа давајќи го својот максимум како во име на собствените амбиции, така и во име за потребата за брз и интензивен развој на нашата држава. И сето тоа ќе биде дотолку посилно, колку што ќе биде и вашата желба ние однатре самите да ги промениме состојбите во нашата држава. Веројатно, секој од вас гледа на вашата диплома како на еден билет за еден подобар живот. И тоа е тенденција и на родителите, тенденција и на секој од нас. И за тоа сте сосема во право. Но сакам да ве замолам да размислувате и од еден друг поалтернативен ъгъл. Тоа е дека вашата диплома да ја направите билет за да го промениме светот заеднички. И внатре во државата, и надвор. Заради тоа што
искуството покажува дека најдобрите ангажмани, најдобрите активности се таму каде што ќе се искомбинира искуството и ќе се искомбинира младоста и ентузијазм. И токму тоа е потребно на нашите институции во овој момент. Заеднички да ги правиме реформите, меѓутоа не реформи само на хартија, реформи на закон, реформи на уредби, туку да направиме реформи на умот, на размислувањето. А бидејќи вие сте родени, сте растени во едно поинакво време, поново време, сметам дека најмногу на сите нас можете да ни помогнете да ја направиме таа реформа на умот. На крајот сакам уште еднаш да ви честитам на сите вас за успехот кој што го постигнавте во рамките на вашето студирање. Да ви посакам на вам, исто така и на вашите ценети професори, на тамошен успех на професионален план. И искрено очекувам дека и во иднина ова институција ќе едуцира и ќе етаблира кадри во Македонија со кои што и институцијата и сите ние ќе се гордееме. Посакувам добро здравје на вас, на вашите семејства, голем ентузијазам во наредниот период. Посакувам да ве видам дел од безбедносниот сектор. За некоја година да констатираме дека сме ги промениле многу работите во државата на подобро и посакувам работата како келнери во странство да ја замените со работа во една ценета институција како што е МВР или било која друга институција во Република Македонија. Ви благодарам уште еднаш и посакувам се најдобро за престојната 2020.